Да, се враќаме во студиото. Како што најавивме, тука е господин Дејан Јанкуловски, декан на Факултетот за ветеринарна медицина. Господин Јанкуловски, добро дојдовте во студио 10. Добар ден и добро најдов. Ке зборуваме, како што кажав, за вашиот факултет, но и за состојбата во вашиот сектор, за тоа каде стои ветеринарната медицина кај нас, кои се предизвиците, кои се проблемите, која е иднината. Да почнеме со она што се случува во моментот. Имавме минатата недела и една недела за безбедност на храна, бидејќи вие доаѓате од Агенцијата за храна. Лето е, знаеме дека сега имаме разни труења, разни состојби кои се поврзани со тоа. Каква е сега состојбата, каква е во таа насока? Имаме ли сега некакви поголеми труења поради топлото време, поради бактериите? Како стоиме на тоа поле? Значи, најпрво да се представам, јас доаѓам од Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје како декан. Тоа што е денеста на факултетот е многу широко, што ќе дискутираме денеска, вклучувајќи и контролата на безбедноста на храната, со оглед на тоа што имаме голем број на акредитирани методи. Точно претходната недела беше денот за безбедност на храна, доста побуди интерес и тоа што го следна во медиумите, загрижени се потрошувачите и ние како потрошувачи сите за тоа каква храна конзумираме, што јадеме, дали е таа безбедна не само во однос на микробиолошки аспект, туку и во однос на оние остатоци од храната кои што може да се јават било како резултат на третманот на животните со ветеринарни препарати или пак како резултат на контаминирање на животната средина, зашто факултетот поседува и голем број на методи, со способен кадар и опрема современа, со која што може во целост да излезе во пресред на барањата и на органи на управата и на министерствата, меѓутоа и на секоја компанија која што се бави со производство, дистрибуција, трговија со храна, со цел да се изврши анализа на безбедноста на храната, на крајот безбедноста на храната и дали ќе има некакви негативни ефекти врз здравјето на луѓето е пренесена целата одговорност на тој што ја продава храната, односно што ја произведува со законите. Поради тоа одговорноста за каква храна конзумираме ние на пазарот паѓа на производителите, дистрибутерите, трговците со храна, големо продажба и мало продажба, се разбира верификација на тоа дали храната е безбедна, односно дали се превземени сите мерки од страна на овие субјекти во синџерот со храната, паѓа на органите на управата на државата и на министерствата кои што се надлежни за вршење на контролата на храната. Значи се случуваат, познато е во јавноста дека периодично се случуваат такви настани на труења најчесто со труења од микробиолошко потекло, особено сега во летните месеци кога температурите се високи, каде што препораките се да температурата на чување на храната, особено на која што е готова за конзумација, да се зачува на 2 до 4 степени со цел да се спречи појава со труења со храната. Навистина актуелна темата, кажа факултетот располага со капацитети да во целост одговори на овие барања. Да, исто така имаме и сточни болести кои се појавуваат повремено. Имавме африканската свинска чума кај свините, дали таа се уште персистира, каква е состојбата? Па она што јас го знам во моментот, состојбата со африканската свинска чума веќе во регионот повеќе години перзистира како ризик по свињарското производство особено. Значи претходните години беа утврдени и избиени повеќе жаришта во околните држави, така да со текот на времето преку дивите животни, преку дивите свињи, значи ова болест која што не е специфична, барем не била до сега специфична за ова подрачје на Европа и на Балканот, почнува да се појавува и кај нас. Веројатно последица на климатските промени или движењето на дивите животни преку кои што се пренесува, така да состојбата е таква да постојат жаришта некои во нашата држава, со кои што преку мерки кои што се превземаат од страна на фармите, на одгледувачите на животни, со зајакнување на биосигурносните мерки во однос на пристапот на фармите и во однос на спречување на контакт со луѓе кои што не се вработени на фармите или со диви животни, со цел да се спречи понатамошното ширење на оваа болест. Инаку за оваа болест не постои лек и мора да се уништат животните, бидејќи таквото месо и не се ни конзумира. Меѓутоа сепак представува голем удар за свињарското производство.
од другиве болести кои што да речеме не се специфични за нашето подрачје, нормално лишманиозата која што се појавува преку вектори инсекти, особено преку оние кучиња кои што не се вдомени, нели, или ке другите животни, мислам кои што треба да се превземат мерки со репелентни средства за да се спречи да се шири ова заболување, затоа што, како што кажав, преку климатските промени, промената на амбиенталните услови, векторите, инсектите кои што ги пренесуваат некои од овие трансмисивни болести почнуваат да се појавуваат и во нашето подрачје, веќе десетина години, можеби повеќе како тренд се појавува во нашата држава. Да, очигледно дека климатските промени влијаат, дека полека не ги минуваат животите, не сме ни свесни за тоа. Да се вратиме на факултетот. Факултетот за ветеринарна медицина, каде вие сте декан, еве вака како за вовед на разговорот, каква е состојбата на факултетот во моментот со студенти, каков интересот за студирање, што е она што го работите сега? Факултетот, значи, е основан во 1992 година и еве јас ќе се похвалам дека како студент првпат започнав како прва генерација која што официјално започна прва година на факултетот во учебната година 92-93. Е формиран заклучно со независноста на нашата држава со цел да се едуцираат ветеринарните кадри од другите републики да се префрлат, нели, во Македонија. Државата уште тогаш ја препознава стратешката улога на ветеринарната професија и во тој момент имаше и, мислам, постоеше и стипендирање на студенти, како дефицитарни студенти беа сметани студентите на ветеринарна медицина. Со тоа самото покажува дека постоела стратегија и постои со цел да се даде вистинското место на ветеринарната професија во државата како стратешка нели наука која што се грижи не само за здравјето на животните, туку преку здравјето на животните се грижи и за здравјето на луѓето, што представува и денеска тој концепт на едно здравје. Освен тоа, на факултетот се едуцираат и кадри кои што се вклучени во контролата на безбедноста на храната и овозможува, значи во меѓувреме факултетот се грижи преку своите студиски програми, преку курикулумот да ги вметне во студиските програми сите релевантни фактори кои што треба да ги знаат студентите на ветеринарна медицина кои што ги дипломираат, со цел да бидат вклучени во сите подрачја на действување на ветеринарната медицина. Значи, почнувајќи од здравствената ветеринарна медицина со здравствена состојба на животните, преку безбедноста на храната, менажирање со здравствената состојба на стадото, мерење на амбиенталните услови, запазување на благосостојбата на животните. Значи, сите овие аспекти се вклучени во курикулумот на студентите на ветеринарна медицина. На самиот факултет организирани се први додипломски студии, станува збор за прв и втор циклус на додипломски студии. Потоа организирани се специјалистички студии за квалитет и безбедност на храна и тоа се стручни студии и организиране студиска програма за докторски студии по ветеринарна медицина и по безбедност на храна. Значи, во целост факултетот излегува во пресрет на студентите и на потенцијалните специјализанти и докторанти да навлезат во детали за областа за која што ќе се определат и кој што може да, како што кажав, да ги покрие ветеринарната медицина како наука. Да, каков е интересот за студирање на факултетот? Имате ли интерес, имали студенти, сакаат ли младите да се занимаваат со оваа дејност? Па, за жал, интересот се намалува во последниве години, веројатно како и во другите професии. Причините можеби не се во интересот во ветеринарната медицина, туку причините се во намалувањето на бројот веројатно на популацијата во државата. Сепак ветеринарната професија е посебна професија во смисла дека треба да се има желба и посебна љубов и желба за работа со животни. Меѓутоа и овие другите безбедноста на храната или работа во лаборатории, понатаму во однос на желбата на дипломираните веќе студенти да продолжат со специјалистички стручни студии или во насока на докторски студии со цел да бидат понатаму вклучени во едукативниот процес преку стекнување на титула доктор на науки од област на ветеринарна медицина.
Тоа што факултетот како програми има акредитирано, тоа е и студијата на додипломски студии први и втори интегриран циклус на англиски јазик, со што се вратите отворени за странски студенти на факултетот. Со тоа го правиме, значи, одговараме и на потребата која што доаѓа за студирање од странските студенти, со цел да ја направиме, значи, ветеринаријен факултет достапен, вратите се отворени, значи, за понатаму за сите оние кои што сакаат да студираат кај нас. Да, кои се тогаш стратегиите за привлекување студенти? Еве велите дека се намалува интересот. Што е, како да го подобриме тоа, како да ја подобриме таа состојба, бидејќи претпоставувам дека ветеринари ќе ни требаат, како и да е. Да, значи стратегиите, па вака, значи како што и кажав на почетокот, државата сепак ја знае стратегиското значење на ветеринарната медицина. Најпрво, да речеме, од аспекти што контролата на безбедноста на храната и производството на храна во едно животинско потекло, преку одгледувањето на животните, зачувувањето на нивното здравје и спречување на ширење заразните болести, препознавајќи ги овие моменти, државата и до сега, а се надевам и во иднина, повеќе ќе излегува во пресетни иницијативите кои што доаѓаат од факултетот за ветеринарна медицина, кои што ги имало и претходно. На добар дел од нив е и позитивно одговорено, во смисла кога се вклучени сме во различни проекти од надлежните министерства, агенции, Министерството за образование, дали преку директна помош во смисла на обезбедување на соодветна опрема или обука на наши вработени, со цел најпрво да се изврши, нели, дејноста во образованието, високото образование, меѓутоа и во делот на како во контролата на храната, така и во заштитата на здравјето на животните, значи заштитата на дивите животни, значи преку различни иницијативи. Стипендирањето стои уште како опција преку програми кои што ги обезбедува Министерството за земјоделство, значи постои стипендирање на студенти на ветеринарната медицина. Факултетот од друга страна настојува преку реакредитациите кои што се законски обврзани на секои 5 години да ги обнови студиските програми во смисла на вметнување на елементи кои што стануваат модерни, бидејќи ветеринарната медицина е постојано движење и постојано се менуваат актуелностите кои што се случуваат. Во моментот, значи, актуелно што се јавува кај ветеринарната медицина е третманот и лекувањето на домашните миленици, значи како приоритет кај студентите кога доаѓаат на факултетот за ветеринарна медицина. Најголем интерес побудува работата во Универзитетската ветеринарна болница која што функционира на нашиот факултет. Така да ние настојуваме преку тие постоечките студиски програми, меѓутоа во планот со започнување на некои нови студиски програми од аспект на дигитализација на некои сегменти на ветеринарната медицина, односно на здравствената состојба на животните, да воведеме и нови атрактивни програми кои што ќе бидат интересни за новите студенти. Значи, како што велите, студентите најмногу се интересираат за лекување на домашни миленици. Не толку за стока, за сточен фонд, за домашни животни кои се одгледуваат за храна и така натаму, туку за домашни миленици, бидејќи тоа се чини станува најатрактивно. Таков е трендот во моментот. Значи, миграцијата од помалите градови во поголемите, односно во Скопје и во другите поголеми во државата, ги остава другите помали места населени, практично со помал број на население. Друга работа е што сточниот фонд, особено во последниве години, бележи значително намалување и пат, што е посебна тема за дискусија и може да представува проблем, затоа што, како што кажав, храната од животинско потекло сепак треба да се произведува во региони кои што се надвор населени места, во оние региони кои што се или напуштени или веќе се со помал број на население. Се намалува бројот на сите видови животни практично кои се одгледуваат, со тоа и се намалува потребата за присуство на ветеринарни амбуланти во различни региони на државата. Значи, трендот на иселувањето на населението и преместувањето во поголемите центри го прави своето, да се намалува сточниот фонд и се намалува практично потребата за ветеринари кои што би работеле со големи животни, односно со фармски животни. Така да се мора да се следат трендовите кои што се актуелни.
Во моментот е така. Она што факултетот настојува и во моментот и во иднина е да ги има рамномерно развиено сите овие сектори, значи освен за домашните меленици и за фармските животни, тоа се преживни и непреживни животни, да обезбеди на идните доктори по ветеринарна медицина целосно познавање, значи за нивната начини на менаџирање на нивното здравје и за лекување. Ќе поставува и понатаму факултетот иницијативи до надлежните министерства за унапредување на сточниот фонд во државата, зашто, како што кажав, имавме и до сега позитивни одговори. Факултетот е во моментот ангажиран во проекти за неколку министерства преку кои што се настојува преку примена на современи методи со ембриотрансфер да го подобри генетскиот потенцијал на говедарството во државата со воведување на генетски материјал од високопродуктивни животни, зашто постои проект, како што кажав, и кој што е на факултетот во моментот ангажиран. Исто така сме ангажирани и во заштитата на дивите животни преку Министерството за животна средина имаме добиено и проекти со кои што овие диви животни кои што ќе настанат различни случаи, нели, сме вклучени во тоа како да се пристапи кон нив да се заловат и хумано да се преместат во други одгледувалишта доколку се подведени да се лекуваат. Понатаму имаме, вклучени сме во други проекти преку заштита, преку здруженија на организации за спречување на труењето на овие што се дивите птици, кои што се месојадни птици. Значи, преку тие сите проекти факултетот обезбедува освен средства со кои што се набавуваат соодветна модерна опрема, реагенси, материјали, меѓутоа и обука на своите вработени, со кои што практично излегуваме во пресвет на сите овие аспекти кои што се однесуваат на здравјето на животните, нивната благосостојба, значи и нивниот хуман третман. Да, велите дека се намалува сточниот фонд и дека тоа е загрижувачки, дека пренесувате и до надлежните во однос на таа стратегија. Имаме ли показатели или анализи зошто тоа се случува? Зошто се намалува сточниот фонд? Значи, показателите, анализите се наоѓаат во Заводот за статистика. Сточниот фонд, сега јас не можам точно да го дефинирам, треба најдобро да се прашаат одгледувачите на животни со кои проблеми се соочуваат, бидејќи тоа може и да се прочита преку медиумите да се види. Веројатно причините се недоволно број на одгледувачи на животни, во секој случај таа професија е како професија, зборувам одгледувач на животни, доста е бара од човекот да се ангажира околу животните во сите, постојано во текот на денот. Не постои. Се е помалку атрактивна, можеме да кажеме. Веројатно е така. Приходот што го добиваат е повторно, нели, се гледа по медиумите како е состојбата со откупот со цените на производите. Така да веројатно оној дел, трговскиот дел, дека е поедноставно во целата процедура да се нешто купи отколку да се произведе кај нас, бидејќи навистина, како што кажавме, високите цени, да недостатокот веројатно на луѓе кои што би работеле во одгледувањето на животните. Така да поради тоа веројатно и причината за драстичниот пад, како што кажав, не е случајот тоа само кај нас, туку се случува и во другите држави во Европа. Не само намалувањето на бројот на сточниот фонд, туку и намалувањето на бројот на студенти кои што започнуваат на овој ветеринарен курикулум и во регионот и веројатно и во Европа постои таков тренд на намалување на интересот за таа професија. Да се вратиме на факултетот сега за студентите што веќе се запишани и што учествуваат во студиите, кои се најголемите предизвици со кои се соочуваат и како вие како факултет им помагате да ги надминат? Да, значи факултетот како дејности првична и основна дејност му е едукацијата, да врши едукација на студенти, како што кажа, во три различни циклуси. Второто е значи едукацијата на студентите ја вршиме преку соодветни студиски програми во кои што имаме соодветни услови за едукација преку лабораториските вежби, опремени соодветни модерни лаборатории. Поседуваме и универзитетска ветеринарна болница, која што е единствена од таков тип во државата по однос на кадар и опременост и услуги кои што може да се дадат за домашните миленици.
Она што се однесува за лекувањето на големите фармски животни и малите фармски животни, значи имаме подпишено договори со фармите во државата. Тоа што друго можеме на студентите да им обезбедиме, значи е да присуствуваат во работа во објекти за производство на храна преку подпишани договори, бидејќи факултетот не поседува сопствени такви објекти. Така на студентите им се дава можност да имаат пристап до целокупниот практична работа, освен теоретска, туку и практична работа во сите области во кои што е предвидено дека ќе врши едукација факултетот. Со тоа да на студентите ќе им се, значи на крајот на студиумот се стекнуваат со знаења и со вештини кои што може да ги применат подоцна во секојдневната практика. Значи за таа цел факултетот понатаму има обезбедено и анимални модели преку кои што студентите пред да стапат директно во контакт со дијагностика или терапија на животни под надзор на професорот, на наставникот, значи најпрви работат на тие анимални модели со цел да се стекнат со неопходните вештини и знаења. Понатаму имаме современа дијагностичка опрема која што повторно им е ставена на располагање на студентите. Имаме набавено во рамките на Универзитетската ветеринарна болница компјутерска томографија, која што е единствена од таков тип во државата, наменета за животни. Станува збор за неинвазивни дијагностички модерни методи, значи секогаш настојуваме да се движиме кон значи примена на најсовремена методологија на работење. Пошто повторно студентите имаат пристап и до таа опрема. Од другата опрема преку Министерство за образование имаме добиено исто така современа опрема за испитување на остатоци и контаминенти во храната и други составни елементи во храната на кои што студентите повторно по надзор на наставник имаат можност да пристапат да видат како се работи со тоа. Едноставно, значи инвестираме дали сами, дали со државна помош да ги опремиме и лабораториите, студентите директно да бидат значи вклучени во работата на сите делови кои што ги имаме како теоретска настава предвидено, да имаат таков дел и практична настава со цел да добијат комплетни вкупни знаења кои што се предвидени и планирани да ги стекнат во текот на ветеринарниот курикулум. Да, гледам дека ставате акцент на праксата, тоа е претпоставам доста важно бидејќи имаме критики за други високообразовни институции дека немаат доволно пракса, студентите се жалат дека учат на многу теорија, дека потоа кога ќе дојдат во реалниот свет, во животот не се доволно подготвени. Предпоставам дека тоа е многу важно. Праксата е многу важна во овој случај. Особено за еден факултет како што е ветеринарна медицина. Да, значи би почнал со тоа дека ветеринарната професија е регулирана професија со закон, заедно со уште неколку професии и во државата и во Европската унија, што значи дека за да се работи како ветеринар на терен потребно да се исполнат некои услови, после завршувањето на факултетот потребно дополнително стажирање уште 6 месеци. Ние од минатата година, од септември 23 година, воведовме курикулум кој што е составен од 12 семестри. До сега беше 11, меѓутоа воведовме уште еден семестар, значи во 6-та година на курикулумот планирано е да се посвети целосно на практичната работа на студентите, дали во лабораторија, дали во лабораториски услови, дали на терен, со цел значи студентите навистина да бидат оспособени за преку вештини и знаења кои што треба да ги имаат како вештини и знаења од прв ден. Значи тоа е термин кој што значи дека они мора кога ќе излезат од факултетот да знаат да сработат некои основни интервенции кои што се планирани да ги работат самостојно. Значи во секој случај дошто се грижиме за тоа, доста инвестираме во практичната работа, затоа што на крајот колку студентот ќе стекне знаење и вештини зависи од самиот негов ангажман, колку ќе биде тој заинтересиран. Наше да се обезбедат сите услови кои што се потребни со цел да им се излезе во пресет да бидат оспособени за работа како ветеринари. Освен како ветеринари на терен, теренски ветеринари, со ова диплома од факултетот за ветеринарна медицина, понатаму колегите може да продолжат да работат и други значи активности, да работат, се оспособени да работат во лаборатории, значи за тестирање, понатаму може да работат значи во државните органи на управата,
така да се отвараат повеќе различни можности, освен да работат како ветеринари, нели, со третман со животните, може да работат и со безбедносна храна, благосостојба на животни, следење на амбиенталните услови во животната средина, така да постојат повеќе различни области во кои што може да работат. Добро, имаме ли ние доволно во моментов доволно ветеринарни клиники, центри за грижа за добитокот во државата? Дали имаме доволно колку што имаме потреба? Значи, ситуацијата, немам точна информација за тоа, како што кажав, сточниот фонд се намалува, она што факултетот како дејност го има, нели рековме, одиме и ние како факултет понатаму во тоа што нас не недостига, тоа е клиника за големи животни. Ние ќе одиме, односно план е да ја развиеме таа клиника, која што ќе биде во рамките на факултетот, зашто имаме добиено на користење определена површина на локалитет Петровец, каде што имаме планови, значи, за кои што сепак ќе ни биде потребна и соодветна државна помош, бидејќи како факултет тоа самостојно и не можеме да го сработиме, да изградиме клиника за големи животни, кој што ќе работи постојано и кој што ќе има значи студенти кои што ќе престојуваат во неја и ќе ги учат значи начините на дијагностика и терапија на животните. Кога зборувам за големи животни, мислам да речеме за говеда и особено и за коњи. Така да бидејќи во рамките на курикулумот кој што е поставен на факултетот вклучени се сите овие видови, морам да кажам дека желбата на факултетот сите овие години е и да биде признаен како дел од Европската асоциација на ветеринарни факултети, која што е формирана од Европската комисија, преку која што нашата диплома ќе биде признаена како рамноправна со сите ветеринарни факултети во Европа и во светот, зашто веќе повеќе години се прават настојувања на факултетот да ја добиеме и таа акредитација. Значи тоа е нешто што е надвор да речеме од нашата барања на законот, бидејќи ги исполнуваме нив, меѓутоа ние одиме еден чекор понатаму со желба да станеме признаени како ветеринарен факултет и на мапата на ветеринарни факултети на Европа, зашто повторно кажувам дека е потребен поголем ангажман, повеќе финансиски средства кои што факултетот во моментов во најголем дел ги издвојува сопствени средства. Значи со цел да се приближиме уште повеќе чекор до барањата на студентите идни по ветеринарна медицина, нивната диплома да биде прифатена и во светски рамки. И во овој момент Што е предизвикот тука на тоа поле за да го постигнеме тоа? Што ни недостига? Прво желбата на тимот, на факултетот, на сите вработени е да се биде дел, затоа што е навистина престиж да се биде дел од Сдруженијето на акредитирани ветеринарни факултети во Европа. Второ е да се подобри уште на повисоко ниво квалитетот на образованието, затоа што стандардите кои што треба да се исполнат се мощно специфични, кои што ги бара ова здружение. Значи едноставно е престиж да се биде дел од Сдруженијето на новија факултети. Едноставно студентите ќе имаат уште поголеми знаења од една страна, друго нивната диплома ќе биде признаена и во европски рамки. И сега, значи имаме колеги кои што работат во клиники или на образовни институции и во Европа и во САД, значи признаена факултетот како таков. Меѓутоа ние настојуваме и понатаму да ја унапредуваме образовната дејност. Да, добро, и за крај немаме уште многу време, само прашањето, претпоставам универзитетска клиника, каде се научните истражувања, каков е напредокот на тоа поле? Добро, значи уште, освен овој дел образовниот, факултетот има и други дејности. Тоа е научно-истражувачкиот дел и применувачкиот дел. Во врска со научно-истражувачкиот дел, факултетот има своји годишни повици со кои што со соодветни финансиски средства на повик, значи вработените се вклучуваат преку соодветни проекти кои што се прифатени од наставно-научниот совет на факултетот и факултетот собствени средства финансира дел од тие проекти. Тука е важно да спомнам дека освен вработените во овие проекти се вклучени и студентите. Студентите понатаму преку повторно да кажам дека студентите се вклучени во научно-истражувачката работа на факултетот и за своите активности и резултатите кои што ги добиваат ги објавуваат во научни списанија заедно со други автори од факултетот вработени, меѓутоа и своите истражувања ги презентираат на научни конференции.
за унапред бидејќи факултетот се грижи за унапредување на научната дејност, докасе и дека секоја втора година го организираме настанот меѓународен конгрес Денови на ветеринарна медицина. Веќе ќе биде оваа година 10 јубилејна година, на која што имаме и посебна студентска сесија, на која што студентите ги презентираат трудовите кои што се истражуваат на нашиот факултет. Понатаму би спомнал дека студентите во тој научен дел и во делот на размена на студенти имаат можност да посетуваат и други факултети преку програмите ЦЕПУС и Еразмус, меѓутоа и преку билатерални договори кои што се потпишани со факултети од регионот, меѓутоа и факултети од Европа, каде што имаме размена на студенти, нашите студенти престојуваат определен период таму, потоа студентите од другите факултети доаѓаат кај нас. Значи постои такво мрежување, размена на студенти и наставен кадар. Што се однесува за тој третиот дел, применувачкиот дел, значи факултетот има опремени лаборатории, акредитирана лабораторија од 2008 година. Имаме некаде над 270 акредитирани методи за тестирање на храна, болести, здравствена заштита кај животните и тестирање на амбиентални услови во средината во која што живеат животните. Значи постојано работиме на напредување на овој дел. Освен акредитираните методи, значи поседуваме и кадар кој што може да даде и стручни мислења во различни области на ветеринарната медицина, со цел значи да го заштитиме, како што кажав, и здравјето на животните, преку тоа и здравјето на луѓето, меѓутоа да ги едуцираме идните доктори, специјалисти и доктори на науки од областта на ветеринарната медицина. Да. Добро, професоре Јанкуловски, имаме уште доста да зборуваме, но ајде да оставиме за некоја друга емисија. Значи ќе ви оставиме и вас, се разбира, да работите, да се продолжите со студиите, па после известен период повторно ќе направиме еден пресек да видиме до каде сме, што сме. Ви благодарам за учеството. Благодарам.